Драги слушателки, добре дојдевте на аудио програмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Женственоста е тема која ги засега сите жени, било да се мајки, сопруги, ќерки, сестри, пријателки. Во денешната епизода ќе обработиме ова тема и ќе размислуваме за суштината на нашата женственост од библиска гледна точка. Верувам ќе се согласиш со мене дека секоја жена е дефиниција на несебична љубов, дека таа е столб не само во нејзиното семејство, туку во општеството и човештвото. Што значи да се биде жена? Како Бог гледа на жените и кој е неговиот став за нас? Што е тоа што ја прави жената посебна? Да продолжиме да слушаме ова епизода на Скапоцена и сакана, каде ќе зборуваме за дарот на женственоста и ќе се радуваме во нашиот идентитет како убави прекрасни жени, создадени според Божиот лик. Јас сум жена. Се смеам кога треба да плачам. Јас сум жена. Јас имам вредност, јас сум доблесна и сакана од мојот Бог и татко. Јас сум жена. Јас сум паметна, имам своји мисли и чувства. Јас правам разлика, јас сум важна. Јас сум жена. Моето срце било скршено од луѓе и животни околности, но не се само сожалувам. Кога се соочувам со неуспех, станувам и продолжувам напред, бидејќи не сум жртва, туку победник. Јас сум жена. Јас жртвувам мојата удобност, споделувам љубов, раѓам живот. Јас сум жена. Јас сум чудесно и прекрасно создадена. Ја рефлектирам Божјата убавина и благодат. Јас сум жена. Светот сака да ме сокрие и да ме замолчи и посрами, но јас знам дека Создателот ме сака и ми простува, и ми дава чест и достоинство. Јас сум жена. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. Во светот, а и предпоставувам и меѓу оние која слушаат ова програма, има многу жени на кои не им се допаѓа фактот што се жени. Можеби кога биле мали, нивните родители или особено татковците на некој начин им кажале дека не вредат затоа што се жени или дека нема да бидат успешни или доволно добри само поради нивниот пол. Како резултат на тоа, тие заклучиле дека да се биде жена е срамно и бидејќи поверувале во таа лага, се лишеле од многу благослови кои Бог сака да ги уживат само затоа што се жени.
Но денес во нашата програма ќе разговараме и ќе се радуваме на сите убави аспекти од нашето постоење како жени. Мојата молитва е преку ова епизода на програмата Скапоцена и сакана да бидеш охрабрена дека ти си скапоцена и сакана како за Бог, така и за другите. И посакуваме добре дојде на Сара во нашата програма Скапоцена и сакана. Таа е професионален христијански советник и психолог. Денес со неја ќе разговараме за убавината на вистинската женственост. Сара, моето прво прашање за тебе, што е тоа што мене како жена ме прави посебна? Ти благодарам, Мејда, што ме покани да бидам дел од ова прекрасна програма за жени. Ке спомнам 3 важни аспекти кои покажуваат колку се посебни жените. Прво, срцето. Тоа е едно од најубавите нешта на светот. Лесно е кршливо, а сепак многу силно. Нежно е, а сепак може да се приспособи. Жената дава љубов без да очекува нешто за возврат. Иако нејзиното срце може да е скршено многу пати, сепак е спремна да прости и да почне одново. Таа има емпатија и сочувство кон другите. Вистински сака и знае како да го покаже. Зарем не се жените навистина посебни? Второ, душата. Во првата книга од Библијата, книга Создавање, во глава 2, стих 7 се запишани следниве зборови. И Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му дувна во лицето дух животен. И човекот стана жива душа. Нашата душа е навистина внатрешноста и се однесува на нашето општење со Бог и можноста духовно да се созрева. Едно од нештата кои ја прават жената посебна е нејзината способност да го бара Бог, да го спознава и слави и да пребива во неговото присуство. Драги жени, колку повеќе вложуваме време во благосостојбата на нашите души, толку повеќе го рефлектираме Божиот карактер во секојдневието. Трето, умот. Жената има голем капацитет за размислување, анализирање и носење одлуки. Драга пријателке, голема лага е идејата која општеството ни ја пласира, дека жените се помалку вредни од мажите, зашто не можат да размислуваат за истото ниво како мажите. Таа е чиста лага, ти си доволно паметна за да размислуваш и да носиш мудри одлуки, да можеш да држиш елеквентни говори, да ги разбираш другите и да се однесуваш кон нив со почит и достоинство. Сакам да те охрабрам уште денес да почнеш внимателно да го храниш својот ум. Прошири го своето знаење, користи го интернетот да учиш нови нешта и да се образуваш. Спознавај го Бог преку читање на Библијата. Кога имаш блиско општење со Бог, тоа ќе произведе љубов, радост, мир, трпение, верност, кротост и самоконтрола во твојот живот. Поради овие духовни квалитети, твојот живот значително ќе се промени на подобро. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading,
Дали ние жените имаме улоги во животот? Дали нашето постоење е важно некому? Се разбира, секоја жена има важна улога, без разлика дали си ќерка, мајка, сопруга, вдовица, сама, разведена, сестра, пријателка, баба, тетка, колешка и слично. Секоја жена има улога во својот свет во контекст на семејството, работното место, општеството и така натаму. Во Стариот Завет има една книга која е наречена Изреки. Во последната глава од таа книга читаме за различните улоги кои им се дадени на жените. Ајде да видиме што пишува во глава 31, почнувајќи од стих 13. Набавува волна и лен и весело работи со рацете свој. Таа станува уште преку ноќта и дава храна во куќата своја и му пределува работа на слугите свој. Ке помисли ли за нива, ја купува. Од плодот на рацете свој си насадува лозје, дланката своја му ја отвора на сиромав и раката своја на оние кои имаа нужда му ја поддава. Не се плаши од студ за челата своја, зашто сета челат нејзина е облечена во двојни алишта. Мажот нејзин е познат кај портите, кога седи со старешините на земјата. Здравје и убавина е нејзината облека и весело гледа на иднината. Со мудрост ја отвора устата своја и кротка поука има на јазикот нејзин. Стануваат децата и ја благословуваат, мажот и тој ја фали. И самата Библија ни кажува колку е важна и влијателна жената. Нејзе и се дадени многу важни улоги. Мислам дека првенствено нејзината одговорност е кон самата неа. Секоја жена треба да се грижи за себе и да живее одговорно, да има јасна визија за иднината и храброст да се соочи со животните предизвици. Доблесната жена е добра сопруга, сакана и ценета од нејзиниот сопруг, бидејќи живее покорно пред Бог и мудро го поддржува својот сопруг. Не само тоа, туку и децата ја благословуваат за се што прави. Жената исто така е прикажана како личност која има одредена водичка улога во семејството и помеѓу пријателките. Во стиховите кои ги прочитавме е прикажано како некоја која има добро чувство за бизнис, односно за трговија. Драга пријателке, без разлика кој е твојот социјален статус, сакам да знаеш дека ти можеш да имаш силно влијание врз животот на луѓето околу тебе. Поема. Луѓето се чудат зошто се смеам кога животот ми се распаѓа. Тие не разбират како можам да простам на оние кои ме повредиле. Луѓето не разбират зошто сум дарежлива иако немам многу пари. Тие не разбираат дека се што имам секако не е мое, туку ми е дадено. Луѓето не можат да сватат како им се спротиставувам на искушенијата. Тие не разбират како се уште стојам на нозе покрај се што минав. Луѓето се чудат како и преживеав сите тешкоти во животот. Тие не знаат дека мојата тајна е следната. Јас сум жена која верува во Бог. Драга пријателке, дали некога си се прашувала како Исус ги гледа жените и кој е неговиот став кон нив? Во времето кога беше тука на земјата, тој им посветуваше внимание на жените, дури на оние кои општествено ги отфрли. Тоа воопшто не беше случајно. Има еден настан за кој читаме во Евангелието според Јован, глава 4, во која Исус се сретнува со жената Самарјанка
која беше отфрлена од луѓето поради нејзиниот неморален животен стил. Не само тоа, туку во тоа време не било пристојно непознат маж и непозната жена јавно да се сретнат. Но Исус не се грижеше за тие правила наметнети од тие луѓе или пак за нивното мислење. Тој сакаше да се сретне со оваа жена кај бунарот, од каде таа полнеше вода. Зошто? Бидејќи се грижеше за нејзината душа и сакаше да ѝ даде вистински живот, да ѝ го врати вистинското значење на женственоста кој го изгуби бидејќи живееше во сексуален грев. Може би некои луѓе ќе мислат дека таа жена не заслужува да биде спасена поради нејзините гревови и одлуки, но иако го знаеше нејзиното минато, Исус сепак сакаше да ја спасе и да ѝ даде нов живот. Тој не го оправда нејзиниот грев, но и кажа дека може да ѝ даде нова и подобра иднина, исполнета со љубов и благодат. Животот на таа жена веќе никогаш не беше ист, откако се сретна со Исус. Драга пријателке, секој од нас има своја приказна. Може би немате толку бурно минато како самарјанката, но какво и да е твоето минато, колку и да е грешно и несовршено, Исус сака да се сретне лично со тебе, за да ти помогне да почнеш одново и да имаш надеж за еднината. Тој те повикува уште денес да се сретнеш со Него. Тој те вреднува, те сака без да мора да ја заслужиш таа љубов и смета дека ти си скапоцена. Ќе ја прифатиш ли оваа покана? Ако го сториш тоа, твојот живот никогаш повеќе нема да биде ист. The years had left scars. The scars had left pain. How could he recognize me? I wasn't the same. I knew I should pay, and I knew the price for justice and law demanded my life. But his tender heart heard my desperate cry, and he saw my past through merciful eyes. Beautiful, that's how mercy saw me. Though I was broken and so lost, mercy looked past all my faults. The justice of God saw what I had done, but mercy saw me through the sun. Not what I was, but what I could be. That's how mercy saw me. Добре дојдевте назад во програмата Скапоцена и сакана. Како жени сите ние сакаме да изгледаме добро, правиме се што можеме за да ја постигнеме таа цел. Но ајде сега да слушниме неколку совети за тоа како да ја подобриме внатрешната убавина.
убавината на душата и срцето. Очисти го срцето со покаяние, секојдневно читај го Божиот збор, биди потопена во молитва, прости и лицето ќе ти биде поубаво, намирисај се со љубовта, таа е најубав парфем на светот. Носи со себе многу трпение, тоа ќе те зачува од непријатни ситуации. Сети се дека грижите ти ја трошат енергијата, а огорченоста ќе те разболи. Затоа, наштимај си го срцето согласно со Библијата и не паѓај на триковите на сатаната. Кога ќе научиш да го славиш Бог, твојот гнев ќе ти се намали. И на крај, секогаш носи ја насмевката, таа ќе те направи твоето лице да свети. Драга пријателке, како ти лично гледаш на Бог? Како гледаш на себе си и како на другите околу тебе? Дали може би ги обвинуваш другите за животните околности во кои моментално се наоѓаш? Сакам да ти кажам дека иако може би не си целосно одговорна за некои околности во кои моментално се наоѓаш, сепак си целосно одговорна за твоите одлуки и постапки кои ги правиш денес. Затоа мојот совет ти е да почнеш да носиш добри одлуки, поради кои твојата иднина ќе биде светла. Драга сестро, ти и јас имаме непријател, истиот непријател со кој Ева се соочи пред илјадници години во Едемската градина, но не мора да бидеме измамени од неговите лаги. Сатаната е нашиот непријател, а неговиот план е да ја злоупотреби нашата женственост и да ја однесе во лоша насока. Ако тој успе да те убеди дека ти постои само за да ги задоволиш мажите или дека не си доволно добра и убава за да бидеш сакана, или дека не можеш да направиш ништо за да го промениш своите околности, или дека никој не те сака, па дури и ниту Бог, сигурно ќе се повлечиш во себе, ќе почнеш да чувствуваш само сожалување и вина. Овие чувства ќе имат влијание врз твоето семејство, деца, кариера, брак и целиот твој живот. Од друга страна, Бог те сака и тој те создаде да бидеш уникатна. Тој сака да преземеш одговорност за твојот живот и да почнеш да носиш мудри одлуки. Преку Исус Христос, тој сака да ти ги прости сите гревови од минатото и сегашноста, да те ослободи од сите товари во животот и да ти даде нова дефиниција за тоа што значи да се биде жена. Во книгата на пророкот Еремија, глава 20, стих 11, Господ вели: зошто јас ги знам плановите кои ги имам за тебе, планови за да ти дадам напредок, а не да ти наштетам, планови за да ти дадам иднина и надеж. Надеж и иднина, зарем не се тие двете нешта кои им се потребни на сите луѓе во светот, а особено нам жените? Ние жените често се соочуваме со многу тешкоти и предизвици во животот. Треба да се грижиме за децата, за сопрузите, за родителите, некога сме повредени, изманипулирани и кога ќе погледнеме кон иднината, лесно можеме да се разочараме. Светот не е место кој ни дава причини за надеж, но добрата вест е дека вистинската надеж не зависи од околностите во кои се наоѓаме или луѓето, туку од Бог, нашиот небесен татко. Се разбира, ова не значи дека ако надежта ти е во Бог, животот ќе ти биде совршен и без никакви проблеми. Но кога ќе најдеш надеж во Бог, тоа ќе ти даде мир, бидејќи ќе знаеш дека семојкниот Бог те сака и се грижи за тебе. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. He knows
Бог ја знае силата, која секоја жена и девојка ги носат во себе уште од минатото, кога ќе се родат. А Библијата е многу добар потсетник за таа вистина. Драга слушателке, во следните мигови ќе прочитаме неколку библиски стихови кои не потсетуваат колку сме скапоцени и сакани во Божите очи и колкава е нашата сила, тогаш кога одлучивме да чекориме заедно со Него. Псалам 46 стих 5. Бог е среде неа, таа нема да се разниша, Бог ќе помогне уште пред зори. Псалам 139 стих 14. Те прославувам затоа што сум чудесно создадена, прекрасни се твоите дела, душата моја тоа добро го знае. Еве, ова ти заповедам јас, биди цврста и храбра, не плаши се и не се ужасувај, зашто Господ твојот Бог е заедно со тебе каде и да одиш. Добрата жена спечалува слава. Мудрата жена си ја гради куќата, а глупавата ја урива со своите раце. Завршна молитва. Господе, ти благодарам, бидејќи ти ме создаде на прекрасен начин, што ме создаде уникатна, со посебни дарови и способности. Те повикувам да дојдеш во мојот живот денес и барам од тебе да ми ги простиш гревовите. Дај ми ново срце и нов ум, за да се гледам себе си онака како што ти ме гледаш, скапоцена и сакана. Татко, помогни ми да бидам способна, интелигентна и доблесна жена, верна, грижлива и мудра. Нека љубовта и добрината секогаш бидат во моето срце и на моите усни. Помогни ми секогаш да ти бидам послушна и да го барам твоето водство. Помогни ми да сватам дека вистинската женственост доаѓа од срце кое те познава, те сака и ти е послушно. Сакам преку твојата сила да бидам личност која е свесна за себе, да бидам силна, храбра, мудра, полна со вера и достоинство. Те молам во името на Исус. Амин. Драга пријателке, тука ќе ја завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш неговата љубов и неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода, не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш какви било прашања или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас, или имаш потреба од молитва, биди слободна да не контактираш на адресата Жени со надеж.